Општина Струмица го подготви извештајот од социјалното мапирање на состојбата и потребите на лицата со попреченост на територијата на општината. Тој денеска беше презентиран пред повеќе представници на граѓански организации, но и пред стручни лица кои имаат директна или индиректна врска со лицата со попреченост. Овој документ ќе биде основа за креирање на локални политики во оваа област, кажа Нела Масалковска, истакнувајќи дека има се уште простор да се коригира извештајот со одредени препораки и заклучоци во кој се даваат насоки за потребите на лицата и децата со попреченост. Сепак има уште многу работи кои што треба да се подобрат и навистина да се излезе во пресрет на лицата со попреченост. Социјалниот извештај кој што беше направен од страна на професорот Јован Ананиев покажа дека има големи процентуалности на лица кои што навистина се соочуваат со бариери, така да ние од граѓаните кои што беа присутни, од невладините организации, лицата со попреченост, образованието и други релевантни чинители, можам да кажам дека личната асистенција во образованието беше една од препораките. Исто така недостаток на дневните центри во општина Струмица, потоа бариерите, односно кога станува збор за достапноста во стамбените единици, како и во домовите во кои што живеат лицата, се само дел од оние препораки кои што беа денес изјаснати. Така да ние работиме и во иднина, значи ќе продолжиме да работиме на социјалната сфера. На презентацијата во домот на Арама за извештајот зборува и представници од Центарот за европски граѓански иницијативи кој потенцира дека инклузијата на лицата со попреченост е долг процес, но ќе мора сите чинители да дадат свој максимум се со цел да се опфатат лицата со попреченост во општествените пори на живење.